Вашингтон сака да ја види Северна Македонија во Европската унија. Американската администрација ја повтори својата порака за тоа во која насока ја гледа иднината на земјата. Позицијата ја изнесе американската амбасадорка како одговор на прашањето што мисли за уставните измени кои влегува во собранието, но со сериозна неизвестност дека ќе ја добијат неопходната поддршка. Анџела Агелер, иако со дипломатска задршка, не пропушти да каже дека политичарите имаат одговорност кон граѓаните кои сакаат да бидат дел од ЕУ. Мислам дека просперитетот и безбедноста на оваа држава се во интеграцијата во Европа и се надевам дека политичарите од сите партии во оваа држава ќе работат за тоа. Границата кон Грција не потсетува на тешките одлуки кои оваа држава веќе ги направи. Препознавам дека и ова е тешко, но само ги охрабрувам граѓаните да им дадат до знаење на нивните политичари дека тие сакаат да бидат дел од Европската унија. Изјавата на Агелер доаѓа непосредно по синоќешната средба на претседателката на Европската комисија со премиерот Ковачевски во Атина, каде беше собран бриселскиот и политичкиот врв на Западен Балкан. Добра размена на мислење со премиерот Димитар Ковачевски. Го поздрави в поднесувањето на уставните амандмани од неговата влада во парламентот. Се надевам дека сите партии ќе ги поддржат за придвижување на европскиот пат на Северна Македонија. Северна Македонија припаѓа во Европската унија, напиша фон дер Лајен на социјалните мрежи. И премиерот во интервју за државната новинска агенција од Атина потврди дека уставните измени биле едно од главните прашања на состанокот со шефицата на комисијата. Изразивме и двајцата задоволство што процесот започна. Процесот започна успешно и се надевам дека исто како што и Европската унија се надева дека во нашето собрание ќе има визија и ќе има храброст претениците да донесат една важна одлука која што се однесува на продолжување на европската интеграција на Северна Македонија во Европската унија. Ниту тој, ниту останатите од власта засега не откриваат како планираат да стигнат до бројката од 80 пратеници, неопходни за успешно финиширање на процесот на уставни измени. За разлика од мнозинството, кое засега може да испорача околу 72 пратеници, планот на опозицијата се темели на една точка – предвремени избори. Власта на СДС и ДУИ е делегитимирана. Легитимитетот не само во однос на уставните измени, но исто така и во економијата, образованието, правдата, стопанството е целосно нарушен. Тие не нудат решение, туку создаваат повеќе проблеми. И тоа се проблеми кои директно влијаат на квалитетот на животот на граѓаните. Ваквите политики со СДС и ДУИ на власт ќе продолжат и ќе стануваат се полоши. Затоа потребни се избори кои се единственото решение за спас на Македонија. По вакви порази, целосно неважно е што мисли СДС. Единствено решение се брзи избори. Оваа позиција на ВМРО ДПМН беше дополнително забетонирана на синоќешната седница на извршниот комитет на партијата, на која беше заклучено дека излезот од состојбата би биле предвремени парламентарни избори во текот на оваа година. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.